Добро вечер. Започнува уште едно издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете што подготвивме денеска за вас. Стартува проектот за гасификација на Скопскиот регион, со кој ќе бидат опфатени 17 општини. Продолжен рокот за поднесување на геодетски елаборати до 31 декември 2015 година. Општина Илинден ќе изработува урбанистички планови за површина од 520 хектари. Меѓаши состав. Децата се плашат да пријават насилство. Проект за меѓуетничка интеграција во средните училишта. Донесени се нови измени во Законот за градежништво, со кој се продолжува рокот за поднесување на геодетски елаборати до 31 декември 2015 година за граѓаните кои се уште ги немаат легализирано своите дивоизградени објекти. Рокот за поднесување на елаборат за легализација на дивоградби е продолжен, па наместо до јуни оваа година, тој ќе трае до 31.12.2015 година, информираше денеска владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Овие законски измени се направени со цел да им се излезе во пресрет на геодетските компании и граѓани. Од вкупно поднесени 350.000 барања за легализација, до сега се легализирани околу 90.000. По објавувањето на законот и по доставата на барањата за легализација на објектите кои што имаат третман на бесправно изградени објекти, беа поднесени околу 350.000 барања за легализација на истите тие објекти. Со сериозни напори, со постојан мониторинг, со стимулација на целокупниот процес, со анимација на граѓаните и со одговор од граѓаните, може да информираме дека досега се легализирани 90.000 од овие објекти за кои што беше поднесено ова барање. Со овие нови 3 законски измени, кои што се дел на законските решенија кои што го усвои владата на минатата седница, ќе се направи дополнително напредување на условите во однос на третирањето на оваа тема. Владата на Република Македонија одлучи да го прошири, односно да го зголеми рокот за достава на елаборатите за врз основа на кои што се врши легализација на овие бесправно изградени објекти кои што се доставени од страна на граѓаните во соодветна процедура. Новиот рок за поднесување на елаборатите за легализација на бесправните изградени објекти да се продолжи до 31 декември 2015 година. Ќе биде продолжен и рокот за легализација на тераси пренаменати во станбен простор до 30 јуни 2015 година. Министерот за транспорт и врски Милејана Киески истакна дека кога станува збор за легализација на терасите, ќе бидат опфатени сите доградби изградени до 3 март 2011 година, при тоа додавајќи дека оваа измена е направена поради тоа што е констатирано дека голем дел од граѓаните немаат поднесено барање за утврдување на правен статус за овој вид на објекти, заради висината на надоместокот кој беше првобитно утврден со законот, а кој беше во висина на постоечките комунали. Во измените на законот се предвидени уште 2 измени. Се предлага измена каде што се дава можност за поднесување на барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, односно се работи за доградби со намена домување, и тоа за тераси и тераси пренаменети во станбен простор. За овие 2 категории се дава дополнителен рок до 30 јуни 2015 година за поднесување на барање за утврдување на правен статус. Меѓутоа, истите треба да се изградени до денот на влегување во сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, односно 3 март 2011 година. Третата измена се однесува на до прецизирање на постапката за утврдување на правен статус на линиските инфраструктурни објекти, бидејќи многу наскоро, од 1 април, катасторот ќе започне со евидентирање, односно ќе биде готов софтверот за евидентирање на подземната инфраструктура, ќе се изготвува посебен елаборат и само се допрецизираат одредбите за легализација на подземната инфраструктура. Овие 3 измени очекувам дека ќе им овозможи на граѓаните да ги долегали и на компаниите да
завршат со процесот на легализација, но исто така ќе излеземе во пресрет на голем број на граѓани кои не поднесува барање за легализација на балкони или балкони кои се пренаменети во стамбен простор, бидејќи, како што кажав и претходно, цената беше неколку пати повисока него таа што е сегашната. Со предложените измени на законот, нагласи тој, се врши и допрецизирање на постапката за утврдување на правен статус на линиски инфраструктурни подземни објекти, како водовод, канализација, оптички и телекомуникацијски мрежи, кои биле бесправно изградени во смисла на тоа дека се изработува посебен геодетски елаборат од страна на компаниите кои претендираат на нив и истите ги користат со оглед на карактерот на овој вид на објекти. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски на пресконференција во локалната економска зона Марино Кадино ја информираше јавноста за проектот за изработка на нови урбанистички планови во вкупна површина од 520 хектари. Со урбанизацијата на овој простор ќе се овозможи формирање на нови економски зони за привлекување на домашни и странски инвестиции, што директно ќе влијае на локалниот економски развој и отварање на нови работни места. Повеќе за ово Томислав Атанасовски. Општина Илинден во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој почнува со реализација на проектот за изработка на урбанистичка планска документација вреден 4,8 милиони денари. По тој повод денеска пресконференција одржа градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски во локалната економска зона Марино Кадино. Обезбедена е финансиска конструкција од 4,8 милиони денари. Во рамките на овие средства треба да урбанизираме 520 хектари земјиште, површини кои што ќе овозможат дополнително овозможување на парцели за нови инвеститори, понатаму површини кои што ќе овозможат и процесот на легализација да се подобри, забрза и овозможи, и површини кои што ќе значат дополнително одржлив локален економски развој во општина Илинден. Со урбанизацијата на просторот одиме со детални урбанистички планови, кои што планови од 520 хектари на територија на општина Илинден во иднина и исто така дополнително ќе значат еден брз, одржлив економски развој на самата општина. Добро планирање на просторот, добра урбанизација на просторот на општина Илинден е основа за понатамошно одрање на работење. Ние овој процес на добро планирање го практикуваме повеќе години, меѓутоа сега и во иднина продолжуваме со детално планирање за сите оние површини кои што треба да си добијат соодветна намена. Согласно својата стратегија за локален економски развој, општина Илинден е насочена кон урбанизирање на просторот, се со цел да се излезе во пресрет на барањата на своите граѓани, но и на потенцијалните инвеститори. Во таа насока, во рамките на овој проект, е офатена изработка на урбанистички планови во вкупна површина од 520,38 хектари. Со урбанизација на овој простор, директно ќе се влијае во подобрувањето и поедноставувањето на постапката за легализација на бесправно изградените објекти во општина Илинден. Урбанизацијата на овој простор ќе овозможи и формирање на нови економски зони за привлекување на домашни и странски инвестиции, со што директно ќе се влијае во интензивирањето на локалниот економски развој и отворање на нови работни места. Во Средното училиште Здравко Цветковски денеска беа презентирани активностите во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, чија основна цел е обезбедување услови за одржлива интеграција во училиштата и останатите образовни институции во државата. Чест ми и задоволство накусо да го презентирам проектот за меѓуетничка интеграција во училиштата, кој што трае веќе 2 години. Имаме голем напредок.
мултикултурната интеграција сметам дека е важен сегмент во денешното општество и во денешното живење. Целта на овој проект е учениците да се зближат меѓу себе, да ги надминат сите стереотипи и предрасуди кои што кај нив постојат за етнички другиот, кога велам етнички мислам на националноста, да се спознаат, да другаруваат меѓу себе, како во училиште, така и надвор од училиштето. Овој проект се одржува еднаш неделно и од овој проект научивме дека не треба да се разликуваме од нашата вероисповед. Сепак ние сме сите деца и треба да другаруваме и сите заедно да се сложуваме. Значи во работилниците игравме игри за полесно да се запознаеме, полесно да научиме дека ние сепак сме исти и само нашата вероисповед е различна. Децата кои се жртви на насилство, злоупотреба и злоставување чувствуваат осаменост, страв и агресија. Беше забелишката на првата детска амбасада во светот Меѓаши во врска со работата на SOS телефонот за деца и млади 0800 1 22 22. Стравот, како што истакна извршниот директор на амбасадата, Драги Змијанац, се должи на непосветеноста на родителите за она што им се случува на нивните деца, непрепознавањето на сигналите кога нивното дете е жртва на насилство. Многу често детето се враќа во семејството, таму каде што го трпи насилството и повторно тоа се повторува, рече Змијанац. Минатата година биле регистрирани 279 контакти преку SOS телефонот, но и преку електронска порака, социјалните мрежи и преку директна посета на Меѓаши, со кои што комуницирале 969 пати. Јана Зенговска, психолог и координатор на SOS телефонот за деца и млади во првата детска амбасада во светот Меѓаши, информира дека најголемиот број од јавувачите се од женски пол, а само 12 деца имале храброст да пријават насилство или прекршување на некое нивно право. Минатата година, двајца мажи пријавиле семејно насилство од нивните сопруги, без разлика дали се поранешни или сегашни. Стартува проектот за гасификација на Скопскиот регион со кој ќе бидат опфатени 17 општини. Инвестицијата од околу 100 милиони евра ќе се реализира за 5 години по принципот на јавно-приватно партнерство, а дел од дистрибутивната мрежа ќе биде пуштен со работа во 2016 година. Изградбата на дистрибутивниот систем во должина од 250 километри ќе почне во 2015 до 2019 година, треба да се реализираат најмалку 70% или 175 километри. Проектот ќе биде изведен по сите стандарди, не парцијално, туку интегрално, без импровизации, туку со цврсти планови и програми. Јавниот повик за изнаоѓање приватен партнер ќе биде објавен во следните неколку дена, а ќе трае до 25 мај годинава. Договорот ќе се однесува на период од 20 години, пошто системот за природен газ ќе се принесе во сопственост на државата. Со гасификацијата, освен општините во Скопје, опфатени ќе бидат уште 7 од околината: Сопиште, Зелениково, Студеничани, Петровец, Илинден, Чучар, Сандево и Арачиново. Во следните неколку месеци ќе бидат донесени физибилити студии за останатите општини во Македонија и ќе почне процедурата за изнаоѓање концесионери. Целиот процес треба да заврши за 2 до 3 месеца. На повикот ќе се бара приватен партнер кој ќе има искуство во оперирање со дистрибутивни системи за природен газ во урбани средини, подолго од 5 години. Системите за дистрибуција на природен газ со кој оперира треба да имаат повеќе од 40.000 корисници и да има вкупен годишен приход не помал од 40 милиони евра на годишно ниво. Исто така, приватниот партнер ќе биде задолжен да овозможи секој заинтересиран корисник да плати приклучна такса од 1,25 евра по метар квадратен станбен простор или 100 евра за станбена единица од 80 метри квадратни. За куќа од 240 метри квадратни, приклучната такса би изнесувала околу 300 евра. Приклучната такса за комерцијалните објекти ќе биде исто 1,25 евра по метар квадратен корисна површина.
Во општините со повеќе населени места, обврска на приватниот партнер е да изгради дистрибутивен систем во населеното место со најголем број станбени единици за секое друго населено место од општината, освен она најголемото, согласно бројот на станбени единици каде интерес за приклучување ќе искажат 20 до 25% од граѓаните. Приватниот партнер ќе треба да овозможи реализација на дистрибутивен систем на природен газ. Според анализите, заштедата на граѓаните кои за загревање користат парно, дрва, струја и екстра лесно гориво ќе бидат драстично намалени, доколку објект што се грее на парно биде приклучен на природен газ, годишно ќе заштети 24% ако е за домување или 30% ако е за комерцијали. Со предлог одлуката за измена и дополнување на одлуката за автотакси превоз на патници на подрачјето на градот Скопје, која е на дневен ред на наредната седница на Советот, единствено е предвидено да се намали бројот на лиценцирани такси возила од 2600 на 2400 возила. Тоа го наведува град Скопје во реакција на објавените информации во некои медиуми за намалување на стартната цена за такси превозот со предложените измени и дополнувања на одлуката за автотакси превоз на патници на подрачјето на град Скопје. Причината за пристапување кон предложените измени и дополнувања на постојната одлука според градот е што известен период регистарот за издадени лиценци за убавување автотакси превоз на патници во Скопје бележи застој во евидентирањето на бројот на превозници, што како показател укажува намален интерес за убавување на оваа дејност. Исто така се вели во реакцијата се забележува и намален интерес на граѓаните како корисници на такси превозот. Како резултат на таквата неповолна состојба, такси превозниците доставиле барање за намалување на утврдениот максимален број на такси возила со кои може да се врши автотакси превоз на патници. Имајќи го сето ова предвид, се цени дека се создадени услови максималниот број такси возила, кој сега е утврден на 2600, да биде намален на 2400, како регулаторен зафат во функција на создавање предпоставки за обезбедување подобри услови за работење на лиценцираните такси превозници и подобар квалитет на превозот за граѓаните. Се друго во одлуката останува исто, а споменатите текстови во некои од медиумите се само шпекулации, кои немаат реална основа и воопшто не се предмет на актот кој ќе го разгледува Советот на градот Скопје, се вели во реакцијата. ФИФА соопшти дека за трансфери на фудбалери во 2013 година биле потрошени 3,7 милиарди евра. Перо Античи дефинитивно ќе биде дел од предстојниот All-Star викенд во Нью Орлеанс. За овие и останатите вести од спортот веднаш по рекламите.